Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме одлична пилешка крем салата, која ќе ја направам на малку поразличен начин од она што сите ние сме навикнати и секако ќе направам нешто кое сите вие го знаете и сакате да го јадете и дома по нашите ресторани, панирано, биено сирење, каде што во презлата ќе додадам зачини и ќе го разубавам малце вкусот. Гледајте не, затоа што веднаш почнувам. На денешното мени, како што најавив, имаме пилешка салата, меѓутоа не онаа класична со саламурени печурки и така натаму. Денеска ќе направиме една сосема друга комбинација. Што треба вие да направите? Да купите едно убаво пиленце. Да одите дома, да го сварите полека, тивко едно 2,5 до 3 часа. Да земете јајца, да ги сварите да бидат тврдоварени, леблебија или наут. Може да купите готова, веќе ја имаме по нашите маркети и тоа е одлична. Да. Кисели краставички, капар, малце маскарпоне и мајонез. Ајде да почнеме од почетокот. Меѓутоа, пред да почнам со салатата, морам да ви најавам дека денеска ќе направам и панирано биено сирење. Во презлата ќе додадам зачини, имам јајце, млеко, брашно, сирењето, сето тоа убаво ќе го испанирам, ставам во фрижидер добро да се олади, а потоа и ќе го испржам или ќе го испоховам. Имам спанак и малце руколо, днес ќе направам убава салата и така ќе го сервирам сето тоа. Ајде сега полека да почнеме со пилешката салата. Маскарпоне или некое крем сирење, мајонез. Ова е богата убава салата и може 4-5 дена во фрижидер да стои, меѓутоа температурата како и секогаш 4 степени максимум. Никогаш со една лажица не зимајте од салатата, па ставете во нешто друго, не ги мешајте работите, затоа што на тој начин ќе расипете комплетно. Еве го сенфот, сенф Дижон. Ќе додадам малце сол, малце бибер и сето ова со миксер. Мајонезот, маскарпонето и сенфот заедно со зачините добро соединете ги. Сосема доволно. Ќе додадам малце сок од лимон. Салатата, крем салата, секогаш бара мала киселост, која обично ја добиваме со корнишони, која јас после тоа ќе изрендам, ќе исецкам, ќе направам све како што треба. Капари, медитеранска грмушка која има кисело горчлив вкус, многу почитувана во светот на гастрономијата, а секако многу почитувана и во медитеранската кујна. Сега прво ќе ги измешаме капарите со смесата од мајонез. Одлично. Ќе додадеме варен наут. Богата и здрава крем салата ќе направиме. Сега ќе го додадам месото. Месото јас убаво го ичистив од кога го сварив коковчето. Еве го моментот, убаво си се распаѓа месото баш какво што треба да биде меко за мерак. Рацете секогаш чисти кога го правите ова или ставете ракавици. И убаво проверете кога го додавате месото да не има некоја жиличка или некоја ситна коска. Не би требало, меѓутоа секогаш 100% внимание. Сега идеме едно по едно. Прво ќе ги изрендам краставичките, кашкавалот, ќе додадам малце ситно рендан пармезан, јајцата ќе ги изрендам и све заедно ќе спојам. Ова е мек кашкавал и нема да може на ова ренде, затоа ќе си го земам обичното ренде, иначе ова кинеско ренде навистина многу го сакам.
Погледнете што прави. Идеално за секоја кујна. Кешкавалот за добро да го изрендате треба да биде исто така чуван во фрижидер на 4 степени, тогаш ќе биде идеален за рендење. Ако го оставите подолго време на собна температура, ништо не пречи, меѓутоа може малце да лепи, што и не смета, нели? И сега замислете, драги мои, све што ставивме внатре, каков ќе биде вкусот. Го познаваме вкусот на се, така да вие само замислете, и кога ќе го замислите вкусот, прва работа што ќе ви текне е да одите да купите се што треба и да ја направите оваа превкусна салата. Ајде сега уште еднаш да повториме за да не се збуните. Пилешко месо од убаво пиленце што ќе го купите и полека и тивко дома ќе го сварите. Секако, додадете малце зачин и оставете полека да си крчка. Откако пилето ќе се свари убаво, иседете го, извадете го, нека се олади и добро и многу внимателно и чистете го од сите коски, од жили и од трскавици. Ставете го месото во фрижидер добро да се олади. Варен наут, крем сирење или маскарпоне, малце сенф, мајонез, сето тоа добро соединете го. Додајте малце капари, кашкавал, малку пармезан за дополнителен вкус, додајте кисели краставички корнишони, малце сок од лимон, сол, бибер и на крај додадете рендани, варени јајца, меѓутоа јајцата мора да бидат тврдо сварени, за да можеме и добро да ги изрендаме, нели? И на крај, се што преостанува е добро да соедините и да оставите во фрижидер сето ова добро да се олади. А кога ќе бидат готови панираните парчиња сирење, тогаш ќе извадам од фрижидер и ќе сервирам. Иначе, секогаш со чиста лажица и секогаш уредно враќајте во фрижидер на одржување до 4 целзиусови степени, бидејќи во оваа салата имаме многу продукти кои се навистина многу брзо расипливи. Затоа секогаш треба да внимаваме. Сега јас добро ја измазнив, меѓутоа заборавив една многу важна работа. Да пробам. Морам да ви ветам нешто. Оваа салата ќе ја направам и за новогодишните празници следната година, за тоа што заслужува покрај руска, се направи ваква убава пилешка салата. Одличен вкус, уште кога ќе одлежи во фрижидер. Вкусот ќе биде уште појак и уште поинтензивен и со самото тоа, нели, салатата ќе биде уште повкусна. Сега ќе ја покријам и ја ставам во фрижидер, како што ви кажав. Откако ќе ја ставам во фрижидер, ќе ја средам работната површина и веднаш почнувам со панираното сирење. Фолијата истегнете малце поголемо парче и што треба да направите? Ставете ја кроз додека што имаме салата. Не штедете на фолија, таа ќе го заштити, нели, производот од расипување, затоа што помалце воздух, тоа подобро. Најдобро би било да ставите во вакуум кеса и сето тоа добро да го вакуумирате. А за да го вакуумирате, секако ви е потребна и вакуум машина која можете да ја најдете на нашиот сајт или на нашата веб продавница 4сезони.mk, а за кесите не се секирете, имаме во изобилство. Ајде сега да направиме панирано сирење кое ќе го испоховаме. Значи, панирање е процесот во брашно, јајце и презла, а поховање е процесот кога го пржиме во длабока маснотија. Значи, ова е дел од терминологијата која, на жал, многу луѓе не ја познаваат, не го велат, ајде да поховаме. Прво ќе ги сечам парчињата сирење. После ќе продолжам со се
останато. Била дека кашкавалот бил подобар за панирање и поховање од сирењето и да, тоа е точно. Затоа што кашкавалот има подцврста структура, нели? И можеме добро да го исечеме. Меѓутоа, кога станува збор за биено сирење, тоа е нашата традиција, Мариово, Прилеп, Битола, тој дел од Македонија го имаат и најубавото биено сирење на светот. Грците имаат нешто слично како халуми, меѓутоа нема врска со нашето биено сирење. Нашето биено сирење е вистински деликатес. Пред многу години во едно село Ропотово, кое се наоѓа во Шар планина, ме поканија да бидам гостин во тоа село и фамилијата каде што бев гостин, бабата, најстарата, правеше биено сирење. Хигиена 100% кога станува збор за млечен производ, меѓутоа од кога ќе го направеше сирењето го ставаа горе на таванот и тоа се дуеше, а од кога ќе се надуе комплетно, потоа испласнува баш и затоа ги има тие дупки. Секогаш бирам кога станува збор за биено сирење, сакам или младо или средно старо биено сирење. Тоа што е многу старо, отстоено во солило, не го сакам за тоа што е многу солено и многу цврсто, а мекото и средното се идеални. Ова е меко и е идеално за панирање и за поховање. Ајде ќе видиме на крај како ќе испадне. Исечете парчиња 1 сантиметар дебели. Сирењето е исечено. И сега, во млеко ќе додадам една жолчка. И сето тоа добро ќе го соединам. Велат дека е добро ако сирењето е многу солено, биеното сирење да го оставиме малце во многу ладна вода, во ледена вода, да излезе дел од солта. Потоа да го исушиме комплетно, па да го панираме. Ако многу долго време го оставите во вода, тоа може да обмекне комплетно и тогаш не е за никаде. Супер. Во презлата, кај што ги панирам, ќе додадам зачини, да биде малце и со поразличен вкус. Ќе додадам сусам и малце бадеми, кои се претходно добро испечени, дехидрирани и ова ќе има сосема друга димензија, сосема друг вкус кој идеално ќе одговара со вкусот, со млечниот вкус на биеното сирење. Тоа е спремно, ова е спремно, имаме брашно, јајце, па на крај презла. Бечки начин на панирање, многу познат во светот и многу почитуван. Што треба сега да направиме? Прво, сирењето оди во брашно. Убаво да биде на брашнето со еден слој. Потоа го ставаме во смесата од млеко и јајце. Убаво. И малце процедете. Ставете во презлата. Нежно, од сите страни, поклопете го со лебните трошки и со зачините. И постапката ја повторуваме уште еднаш, меѓутоа овој пат само во јајцето, со млекото. И треба подебел слој, за кога ќе го поховаме, да не истече веднаш сирењето. Обично кашкавалот, кога го панираат, претходно го ставаат во замрзнувач, добро да се стегне. Истото можете и вие дома да го направите ако имате време, а на тој начин може да направите и повеќе парчиња, да ги ставите прво на една голема тацна, едно до друго, никако едно врз друго, добро да се смрзнат, а потоа складирајте ги во некоја кутија и добро затворете. Одлична температура на маслото и сега полека и многу внимателно ќе ги ставиме парчињата сирења во одлична температура. Треба да бидат комплетно покриени во маснотија,
за убаво од сите страни да можат да се испржат и да добијат крцкава кора. Иначе, кај нас традицијата за биено сирење вели дека само во брашно и на скара. Може и така. Биеното сирење на секаков начин е посебно и заслужува многу внимание. Верувајте. Еве, сега ќе ги испржиме. Си ставив една чинија со хартија за бришење раце, таму ќе се исцеди вишокот од маснотија и не брзаме. Ајде сега вака. Во еден сат ќе ставиме спанак, ќе ставиме рукола и добро ќе ја измешам. Супер. Ќе додадеме маслиново масло, меѓутоа не многу, треба да биде само масна, не да плива во маснотија. Додадам малце сок од лимон. Секако сол и малце лупено семе од коноп. Сега нежно ќе ја измешам. Ќе земам една чинија, да видиме до кај ни се одлично. О, каква боја имаат, бомбастична. Се допаѓа. Одлично. Штом од страната почне да излегува сирењето, тоа значи дека е готово. Меѓутоа, за да го добиете тоа, треба температурата на маслото да биде 175 или максимум до 185. Поспротивно, кој е над таа температура, ќе изгори презлата и ќе биде горчлива место да биде убава и вкусна. Супер. Ајде сега да земам чинија и веднаш да сервирам. Ова ќе биде одлично. Обично ставаат тартар сос. Зошто да не? Меѓутоа, и тој е многу масен. И сирењето е масно. Вака со салата ќе добиеме една убава свежина и нормално дека ќе биде по-здраво за јадење. Ќе направам уште едно нешто. Сега врз сирењето ќе додадам и малце мед. Солено и благо. Вкусот на медот го сакаме. Ќе биде идеално кисело, солено и благо. Пака тенок слој само на сирењето. Не претерувајте многу да биде само сладко, од озгора да има тенок слој. Ете така. Ова е, драги мои, се од сирењето за денеска, да видиме до каде се овие одлично. И тие се готови. Седете добро и сега ќе сервираме од крем салатата. Ставете многу Макдоналдс во чинијата. Сега исечете едно парче најлонска фолија. Ставете една убава топка. И вака убаво врзете. Направете баш топка. Потоа олабавете. Извадете ја фолијата вака во рака и само префрлете ја во чинијата. Обликувајте уште поубаво.
изгора ставете малце билки. Дополнително додадете малце маслиново масло, малце сол на макдоносот и на крај секако ќе разубавиме со семки од коноп. Едно ладно предјадење, едно топло предјадење и ги познаваме сите вкусови на сите продукти што ги употребив во ова ладно и топло предјадење. И се надевам дека ви се допадна денешната моја презентација и начин на кој го зготвив сето ова и верувам дека ќе го направите за вас и за вашите најдраги, затоа што јас сум тука само за вас, драги мои. Се гледаме. Билешката салата, како што ви ветив, така и ќе направам, драги мои. Главна звезда на следната нова година или за новогодишните празници ќе биде токму таа. А пијаното сирење, панирано пак поховано, е нешто кое сите ние го сакаме овде на Балканот, а денеска видовте како се прави тоа баш ресторански, со мали додатоци, нели, во презлата. Направете и вистински уживајте. Посетете ја нашата веб продавница 4сезони.мк и одберете се што ви е потребно за да бидете вистински виртуоз во вашата кујна. Да ги поздравам моите пријатели од специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова и секако салонот за убавина Дермапюр, кој ќе се погрижи за вас да изгледате на вистина многу помладо. Се одјавувам и ви посакувам убава и пријатна вечер.